Абе магаре, ниједно. Ке зему ке те пребив. И што бе, тато, што сам сега направија? Ништо не си направија, бе, Живко. Данеска га сретна твојага професора по математику, Рацета. Па ти залепија бандеру. Па добро да не мене иде геометрија, мене бош знаеш. Абе, Живко, правиле сте тест по алгебру, не по геометрiju. Добро да геометрија, алгебра, исто ти е тоа. Исто е, и ако зема да те зачукаме на пут. Абе, тато. Абе, мене знаеш и дека ми иде супер математика, ама нас не учи професори глупости. На тебе ти иде математика како на мене кладионица што ми иде. Ајде се кладимо. Не мора се кладимо. Ама еве, мене ми иде математика и тој мене брза математика ми иде. Брза математика? Брза бе математика, еве, прашај ме било што сакаш. Било што. Брзо? Брзо, еве, сега. 45 puta 15? 480. Па тој не е ни близко, бе, Живко. Не, ама кажи колко беше брза. Брзо. 45 puta 15, брзо. Во животот промени многу работи. Ги менував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не смени ви беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Да одмори па малце, абе. А и да те прашам нешто. Мислам, не мора да те прашам, ја може да се и распрашам ако сакам, ама... Па ете, да те прашам. Може и да се распрашам. Али неću, бре, баце Стојко, све селјаци, зашто после тебе ќе те оговара. А сакам да те прашам, бре, са сувој нову, младу, венчасте ли се? Не смо се još венчале. Не смо се затоа што она га спрема предбрачан договор, га пишуе. Абе, да видиш колко е паметна, Ставре. Па колко е убава, омилјата. Паметна, викаш, а? Да. Тој не сам баш приметио. А дека убава е. И што пишуе у тој предбрачан договор? Оваквај, Ставре. Значи, прва тачка у предбрачан договор вуе дека кај ќе се венчамо на мене, ке ми се падне в njeni 2 деца од прв брак. Па убаво га тој пишала. Измислила, убаво. А у тој другу ставку што пишува? Друга ставка. У другу ставку па пишуе дека на њума ќе му се падне мој куќа, 2 стана, njиве нешто што имам и 200-300 000 страна валута. Добро, сак се види и дека е паметна. Паметна е. А по што примети дека е умилјата? Ставре, кад ми е кажала пред некој дан, Злато, знаеш што, ја мислу ти на мене да ми купиш ново авто и да ме научиш да возу. Има да га видиш свет. Свет, викаш? Овој или оној свет? Како мислиш што е онај свет?
Па нема ја што да мислам, бре, Баце Стојко, видиш дека твое злато смислила. Тебе ти само остануе да подпишеш тај предбрачен договор и после тој да викнеш поп. Да ти го испоја оној познато приđite, последње целивање. Ај, бе, ставри. Ти па све на лошо мислиш. Ја барем мислам. Абе, она све смислила. Ама и ја не сум толку мутав како што изгледам. А изгледам, не дека не. Изгледаш. И тој повише него што е. И добро, кад ќе го напише сега тај предбрачен договор. Што ќе правиш после, бре? Кад веќе знаеш. Кад ќе го напише на нашки предбрачен договор, ќе го терам да го напише на немачки. Док да научи. Има време да пројде. И добро. А кад ќе научи немачки и кад ќе го напише? Па так ќе го терам да го напише на француски. Још поубаво. Па так па ќе го терам да го напише на кинески, бе. Еј, кинески букви има и љадо, бе. Цртка, фуп, цртка, фуп. Док да ги научи. Па ја ке натепам 90 години. Па са сорнили ке седу, бе. Доста ти е 90. Па доста ми е. Мене па ми е доста од тебе, да ти кажу право. Ти стварно, бре, не изгледаш толку мутав како што си. Па не изгледам. Не. Помутав си. Веруј ми. Теј. Жено ќе мучи на кинески. Ајде! Добар дан. Добар дан. Добар И што е таа нервоза? Што е тој толку тропање? Што е работа? Нема нервоза, добар дан. Па такој. Добар дан, без нервозу, смирено. Што ти треба на тебе? Само потврда ми треба, доктор. Потврда ти треба на тебе. Што ви е на вас, бе, данаска, људи? Само потврда некој треште. Што ми даде некој на мене потврду? А? Еве ти на мене, што не ми даеш потврду? Не може, докторе. Немам печат. Ти си доктор. Е, па јас сам доктор, ја имам печат. Ја дам потврде. Извини, малко, ја обично не сам такав нервозан с пациенти. Само с деца, они ме нервира много. И по некој пациент како тебе. Зашто ти треба тај потврда? Па за тој, докторе, дека не може да работи, дека не сам работоспособен, потврда. Аха, не си работоспособен. А што ти фали на тебе? Ништо, докторе, само потврда. Потврда ти фали само. И после ја не се нервира, а? Мрамаш? Пијаница, целудроњци, неизбричен, неначешљан, на една страна цигарче, дими, у едну руку држи флашу, пиење, од джеп му се види в карте, ненаредени, шпил. И тура се по улицу, иде натам, намо, пред едно куќу, застануе, дзвони на врата, никој не искача. Па звони на врата, упоран, искача средовечна господја, убаво стопмена. И он вика, добар дан, она вика, добар дан, изволте, да не сте погрешиле? Не сам погрешија. Дали ви, господјо, исклучиво преко оглас, тражисте добро среденога мушкарца, што не пие, не пуши и не се коцка? Она го погледне и вика, да. Па сега да ти кажу, јас сам тошел уопште да не рачунаш на мене. Поска или треби одма ме подсеќа на вашке. Вашка е ситан инсект кој живи на растенија, животни или људи.
На човека паразитира два вида на вршка. Човечка вршка и срамна вршка. Срамно не го објаснуваме сак. Човечка вршка има две подврсте. Телесна вршка и вршка на главу. Мајка ми викаше дека телесна вршка е тафтабит и дека после рат одвај се истребиле од njom. Епа, вршка на главу још не се истребила и још го има. Вршкев дојде по свое ако не се препознае како гниде. Ако се знае дека вршка за 2 месеца може да снесе 200 до 300 јајца или гниде, држи стара поговорка. Една оди 100 води. Ја одма кад појде у прво деление се напуни с вршки. Задужена за поскање. Еден пут у неделју у нашу фамилију беше тетка ми Верка. Још га памту njeno викање пред сви унуци куде бабу. Ау, Владанке, овај се напунија вршке. Так следуеше тортура. Мајка ми поска, треби, тепа. Поска, треби, тепа. Не помага. Намаже ми го главу с газ. За лампе и ме тера да трчу 3 круга около зграду. Па после. Поска, треби, тепа. Поска, треби, тепа, поска. Здраво, повелете. Дете, стигнали. Ај, една ракија, ако може. Може, одма. Повелете. Хвала. Дете, још една ракија. Одма. Еве, изволте. Малечак, ај још една ракија, ако може. Одма. Нема више од ово што го сака. Ајме од овој ќе му си помпео на кој пијан многу ќе примети. Еве, господине, изволте. Хвала. Дете, Молим? оди малку ван. Кажете, господине. Абе, овај ракија сак што го донесе, не е иста како најпрете? Абе, господине, иста она, само една бразда ги дели, иста лоза е тој. А гледам ти младци, а женет ли си? Женет сам, таза женет. Баш ми е драго. Вечер кај ќе отидеш дома каде жену, пробај од двете што ги дели бразда, па јутре кај ќе дојду так ми кажи, иста ли е или не е иста. Овој ти да си га пиеш. Брат, не смо се виделе толку време. Знаеш колку време е прошло, Ајде бе, кажи нешто ново, пофали се, мајко. Што да кажу, супер е, да ти кажу право, добро ми иде, добро. Работу фино најде убаво е платена. Да. И девојку пати? Браво. Имам си. Браво. Бе, сак планирам еден кредит да зему такој малце, да се сред. Кредит за стан ли ти? Не бе, за авто да ga напуну с бензин догоре. Зашто се зима кредит? За стан нормално. Сакам такој да си го среда убаво стан, па ај здравје Боже, такој се барем ја надам полаки да си дојде на куде мене такој да живи. Колко ме мерак за тебе, знаеш, ти немаш појма, ти даваш пиење. Ја од мерак, ја ке часто сак нешто месе. Дај 2 кременади и 2 плескавице, дечки. Чек, да ти кажа. Не, рано е још, не ми е мене још за славље. Не ми е толку. Зашто не ти е за славје? Па не ми е, ма се види, глеј, мене углавном ми е све добро со њу, углавном. Али има некои работе, малко една работа такој,
не ми се баш уклапа, не се слажемо за тоа. Што не се слажете? Што е работа? Па пак ќе ти кажам, ми у повише работа се слажемо, све е добро, ама еве, например, оној вечер ја искочи сам и като да видам и она, не сама, него, еден имаше друг до њуме и тој друг го цуна. Абе, брат, тој не е за тебе, бе, одма ти тој да оставиш, бе. Абе, ајде, оди, бегај, мани там. Види, не е баш такој. Не е тоа едноставно и лесно. И не е тој најголем проблем. Што е так проблем? Па не мене толку нервира тој што се деси. Повише се нервирам што ја на тој не можу да реагирам. Како бе не можеш да го реагираш? Па ја би го задавија. Па и ја би го задавија, ама не можу. Можу е све до њума. Седнувате ја такој са жену у ново авто, што га куписмајте на кредит и што ќе го исплатимо сигурно, само ако поживимо доволно. И ја, знаете ме какъв сам, ете еднак да во угоду. Викам во, Злато, може ли да ти пушту малко климу? Може, вика, може, пушти, ја све слушам. Срце е, бе, ода, срце. Увек се на све прилагоди, увек. Еве, кад го зема, например, он одма се прилагоди на исхрана. Одма. Почна све да еде што мама направи. Ама, брж све. Све. После почна и трица да еде за њу. Да. Па не е она како некои тамо чурук жене што забавтав се с работу, па забравив да еде. Ја, мојата. Она забрави дека ела, па земе па да еде. И никако не забравлja мене да ме еде. Никако. Живо га ме изеде. Ама, добро, нема везе. Нели и такој жене су похрану, а мужи по пиење. Ете, затоа и најчесто жене ги вика самохрани мајке. Па што бе, вика тате, и болje да еде него да води диету. Пазите се ви мужи, ако жене су ви на диету. Ако се жена одрекне од храну, може та и од тебе. Додуше и ја пазу на исхрана. Пазу. Пазу да не остану гладан. Да. А и не само она. Ја се добро привикна на њума на почеток на брак. Кад прв пут дојде пијан дома еден вечер и ме праша, па добро бе Досе, како можеш да ме погледнеш у лице? И ја му кажа, па што право, човек се привикне на све. Ја се привикна на ѓутек, па нема на друго. Него, кад смо куде ѓутек, ја болje да иду, да не ме затече туја куде да губу с вас. Треба телевизор да ga носу на поправку. Онај пут, бре, мајку му, док чистеше уво со шрафциге, одеден пут, скроз ga снема тон на телевизор. Да не знаете ви од што е тој? Не ве слушам. Ај, нема вез. Ке си викну мајстор. Ало, добар дан. Ти ли си 192? Овој, грешко, извини. Ви ли сте полиција? Да, господине, повелете. Па слушай ово кој, дете. Гледам те младци по зборење. Бре, ја тој... Уеден како ритлие, што ли е, риче, поголем рите. Како мако да се изгуби, Залутамо тој, ете, с комшу, с говедо. Идемо и никако пут да го најду. Чекайте, господине, куде се наваѓате ви тачно, знаете ли? Дете, ја да знам куде се тачно наваѓам. Ја ке си иду по пут, не знам, изгубени сме, еве. Ти пробај од тамо да ме оправиш. Чекайте малце. Еве, најдеве на GPS. Значи, господине, слушайте ме овакој. По тој путче што сте ви сега, продолжите да идете право. Чим дојдете на крај на тој путче, ќе видите две едни ритчиња. Куде тие ритчиња завртите десно и ту има еден стар селски пут, само право надоле треба.
Ама, кажати, како тој по тој пуче надоле, не може да иду надоле, с комшу сам, с говедо, значи не бива, не може такој. Ако може, некако другше да ме правиш. Па сега, господине, ја тој сваќам, ама утепајте го стоку. Најважно од све е ви да се спасите. Значи да утепам стоку, викаш? Утепајте го стоку, да. И па добро, чим викаш ти да утепам стоку, ке утепам стоку, ја после пак ќе ти се јава, ако ли? У реду, господине, пријатно. Ајде, пријатно. $192. По тој пуче нагоре, после па надоле. Полиција, повелете. Ало, па сам ја од прегаска што се јавја. Што се изгубимо со овој? Се како кажа што да праву? Чекајте, ви го утепасте соку, нели? Утепа стоку, да. Сега по тој пут ше право, само продужите надоле, ама појдите одма, затоа што више се стамнуе и нема да стигнете. Ама не може одма да појду, како тој одма, па треба комшу да га закопам. И за неја 40 години сме комшије. После операцију, Плавуша лега, доаѓа доктор до њом, прегледува го, гледа го, свели у реду, свели како што треба. Плавуша нестрплива. Доктор ќути, гледа, да праша она. Докторе, може ли само да прашам? Прашајте, кажете. Па, само да прашам, многу ме интересира, ќе може ли ја после операцију да имам нормален љубовен живот? И он погледна го вакој, и она гледа у ња. Туго знала сам дека има проблем. Што е проблем, докторе? Господја, видите, нема никакав проблем, само неуобичаено ми е досак. Никој не ме овакво нешто прашаја после операцију на крајници. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутре, Добро бе да те прашам. Праше? Зашто водиш инат? Ја? Тераш инат. Зашто? Па и ја викам зашто. Абе, зашто си му на твое куче дае име Црни, като оно е бел? Ха-ха, тој ми е од комшу, бе. Негова жена, па знаеш го се вика? Лепа. Он го вика Лепа. Добро, што има везе жена с куче? Жена с куче нема везе, ама има жена везе с име. Он го вика Лепа, а да го видиш, бе, братче, она ружна како ноќ. Ама ти сакаш да кажеш дека тој има исто везе како, например, на мој жено што се вика мајка Добринка. Исто така, исто. А на твој жено мајка како се вика? Она се викаше, не се вика више, вика го Господ њому. Извини. Бог да го прости, не сам знае. Бог да го прости. Абе, и ке умре жена. Абе, у данашно време поише ке живиш од сиду, него да доби пенсија. Извини, не сам знае. А ти многу ли си потресен? Па, многу потресен. Гледај, сакаја да е жива, бе, саконо, тој. Она, кажу право, таква беше, све знаеш. Све знаеше, сирота, само не знаеше кај ќе умре, да, бедна, умре. А сакаја да е жива, поштено сакаја многу да е жива. Ајде, сакај. Па ти ке си прво историја на дома злак.
тоест зет што живи каде бабу, да сака баба му да е жива. Зашто да е жива? Како бе, зашто многу сакам да е жива и да го виду како ќе се понаша тако е затворена у топломер. А ја надвор и да виду дали ќе збори нешто. Ти кажи, може да си управа, ти кажи. Ова е мојата, па ќе дојде дома куде мене. Ја од зор не ставljam маску преку устава кој. Него? Од што сакам да го гледам, маску го ставljam преку очи. Окој. Да го не видиш. Да го не виду. А чекай бе, па ти се вали кад бесмо да купуваме доручак, носеше го маску преку очи, њум да не го виде. Ова кој го носеше? Да. Зашто? Ама носеше го такој за тој што неќеше да ga гледам бурек. Зашто? На диету сам. Што бре ти знаеш? Ја ако не го знам тексти, што знаеш? Па ја би го задавијам. Чек да видиш. Хајде, ставре, ти па све на лошо, мисли. Ешен пut. Па на доле да ме... Ајде, ставре. Добар дан. Што е сак? И што е сак работа? Како бе не можеш да реагираш? Како бе не можеш да реагираш? Па ја би го задавијам.